Заедно сме посилни, за се има решение, заедно да ги надминеме сите ситуации. Со мотивациони пораки залепени на постери, така беше одбележан Светскиот ден на менталното здравје на плоштадот Македонија во Скопје, во организација на Универзитетската клиника за психијатрија. Директорката Славица Арсова рече дека психолозите и психијатрите ќе бидат достапни за секој граѓанин со цел заеднички да се решаваат проблемите. Главната цел е подигнување на свесноста за менталното здравје, односно да се доближиме до народот. И тоа е причината зашто го правиме на отворено, а не за затворени врати, односно возможуваме да се отвориме и да бидеме видливи и да бидеме достапни и психијатрите и психолозите, социјалните работници, сите здравствени работници и соработници кои што работат со менталното здравје, да бидеме видливи и достапни за било кој граѓанин. Невропсихијатарот Антони Новоти порача дека е неопходна комуникација меѓу луѓето, бидејќи човекот е социјално суштество. Сослушувањето, разговорот, достапноста и бивањето сега и тука за луѓето кои што се во криза е лечевен фактор и фактор кој што може да допринесе за надминување на кризата. Директорот на Фондот за здравствено осигурување Сашо Кликовски рече дека превенцијата за заштита на менталното здравје е вклучена во нивната програма, бидејќи матичните лекари ќе имаат задача да спроведуваат превентивни прегледи на своите пациенти. Оно што Фондот за здравствено осигурување го направи оваа година е за прв пат вклучивме состојба од ментално здравје во превентивните прегледи, превентивните цели кај матичните доктори. Значи вклучено е рано откривање на депресија кај млади до 35 години како превентивна цел и матичните лекари сите низ целата земја ќе имаат задача да поминуваат еден дел од осигурениците од граѓаните и да детектираат евентуално такви состојби. Според податоците на Светската здравствена организација, секој 8 жител во светот страда од некакво ментално пореметување, а во нашата земја според некои истражувања, околу 30 од 100 лица се борат со депресија, а околу 24 од 100 со модерна болест анксиозност.